Граѓаните ќе имаат бројни бенефити од изградбата на когенеративни централи. Планот на владата за изградба на вакви постројки, според експертите, е начин како оние што не се приклучени на централното грејење да добијат ефтина топлина, а од друга страна директно ќе има влијание и на квалитетот на воздухот. Клучно во моментов, според дел од нив, е моделот кој државата ќе го договори за изградба. Односно, дали ќе биде приватна инвестиција или ќе се оди на јавно-приватно партнерство. Доколку државата стане партнер, добро би било поголемиот процент да биде на Македонија, односно 51% од уделот. Сепак и доколку се договори приватна инвестиција, и тоа би било од бенефит. Македонија добива во најмала рака нешто ќе се изгради, а граѓаните кои ќе се приклучат на топлификацијскиот систем ќе имаат за 50% пониски трошоци за топлинска енергија. Во овој случај ќе се користи енергија отпадна од термоцентрала, чија што вредност е 40 или 45% од вредноста на енергијата произведена во котлите. Се преговара и за изградба на секундарната гасна и топловодна мрежа, а според најавите приклучоците би биле бесплатни. Според она што е досега познато во јавност, експертите калкулираат дека би се изградила барем поголеми две постројки во Скопје и Битола. Останува на владата како ќе испреговара околу условите. Димитров подсетува дека и во минатот имаше обид за изградба на когенеративни постројки, но овој пат условите се различни. Клучното е што нема обврска да ја купуваме струјата, а државата не дава субвенции. Немаме обврска да купиме ако нас не ни одговара. Тоа имавме обврска, дури и да немаме потреба да мораме да платиме, па макар и да не се произведе. Добро е што се гради, ќе се смали загадување, ќе се овозможи да се приклучат на дистрибутивна мрежа за природен газ тие што не се приклучени, ќе се овозможат нови линии да се приклучат зградите кои што не се приклучени. Македонија преговара со турската Казанџи Холдинг, која би вложила во изградба на централите со 500 мегават капацитет, кои годишно би произведувале 4,1 терават часови електрична енергија, односно 720 гигават часови топлинска енергија. Компанијата инаку со искуство од над 25 години и располага со инсталиран капацитет од над 3500 мегавати. Експертите очекуваат дека државата ќе продолжи да вложува во изградба на енергетски капацитети како што е изградбата на хидроцентралата Чебрен со цел Македонија да има стабилно производство и од увозник на струја, дури и да сме профитабилни.